И јас ги користам екоцигарите Амбрела и Flavor Art течностите, единствени клинички испитани. Многу понуди, многу реклами, високи цени, малку пари. Што да се купи, каде да се купи, кој е трговец, кој е пријател, кој продава, кој подметнува, како да одлучам? Не мислете вие, Зендолино мисли на вас. Маркети Зендолино. Стоматолошки центар Денталукс, единствен во регионов и Источна Македонија. Комплетно опремени, држиме чекор со светската стоматологија. Располагаме со дигитална рентген апаратура, панорамикс на цела вилица и зглобови и дигитални поединечни снимки за заби. Во стоматолошкиот центар работи и специјалистичка ординација по ортодонција, во која се применуваат најсовремените техники на фиксни и мобилни протези. Воведовме дентален ласер кој е сосема нов, современ пристап во стоматологијата за ласерско белење на заби и ласерска терапија на сите стоматолошки интервенции без крв и без болка. Насмевката започнува кај нас. Големиот германски бренд на спортска облека Authentic Klein одсега достапен. Производство и продажба на спортска облека по нарачка за сите величини до 10 XL. За клиентите на големо, моделите се на располагање веднаш и во сите величини. Почувствувајте го германскиот квалитет на Authentic Klein по македонски цени. Бутик Арвена во склоп на фабриката Арвена, позади Универзитетскиот кампус 4 во Штип. Порта Пролет, прв деловно стамбен простор кој во источниот регион се гради во барок стил, со големо внимание посветено на сите детали, комфорт, економичност и заштеда на енергија. Објектот е сместен во најубавата и најмирна локација во Штип, во близина на детска градинка, градска болница, полиција и паркот Суитлак. Порта Пролет располага со 86 станови со површина од 60 до 178 метри квадратни, деловни простории, 96 места за паркирање, лифтови за луѓе и автомобили и 24 часа безбедносен мониторинг систем. Порта Пролет, вистинска инвестиција во животот по цена прилагодена на нашиот стандард и олеснети услови на плаќање. Избор на гуми кои најцврсто се држат за секоја површина. Мишелин, Клебер, Корморан, Тигар и други. Нивно балансирање и полнење со азот. За возилата со голема носивост, ТТГ Питстоп ги нуди Бриджстон, Фаерстон или Корморан. ТТГ Питстоп, стабилно на секое место и во сите услови. Нада Меркур секогаш подобри од другите. Пилешки гради Кики 163 денари. Кашкавал Хит 312 денари. Павлака Крикри 86 денари. Копани Птуј 171 денар. Чоколадо Горенка 93 денари. Кафе Минас 59 денари. Влажни марамици Белинда 33 денари. Тоалет Виолета со гратис марамици 197 денари. Нада Меркур, населба Сењак. Најудобна програма за сите генерации и најголем избор на детски долен веш, боди и тренерки од собствените линии нуди Ники Текстил. Од протирка Делчево и Тритекс во Ники Текстил понуда се крпи во сите димензии бои, облека за вашето бебе и нова можност за избор на долен веш. Во Штип на улицата Ванчо Прге и на 2 места во центарот на Кучани барајте го Ники Текстил. Ники Текстил, помеко од собствената кожа. Дечки, се направивме почнуваме собствен бизнес, а фирма да отворевме. Гаранција ќе се лечеме долго по институции. Тоа е завршена работа.
Се има на веб страницата на Централен регистар. Можеме да регистрираме фирма во еден чекор за 0 денари, преку регистрационен агент. Наше е само да избереме агент. Супер! Сега можете да регистрирате фирма во еден чекор за 0 денари. Кај регистрационен агент кој може да биде и ваш сметководител. Изборот е ваш. Продолжуваме со дебата во студиото на телевизија Стар. Исклучително ме интересира едно прашање кое јавноста го е предизвикува интерес во нашата јавност. Тоа е цената на водата, но во една друга конотација. Дали се сметате дека цената на водата е превисока за потрошувачката моќ на нашите граѓани или цената на водата на артикулот без кој не се може е се уште прилично ниска? Ке ми дозволите да ја отворам оваа тема со резултатите од една анкета спроведена од Граѓанска асоциација во Кочани пред неколку години. Прашањето што е најпотребно за животот го одговорили дека 6% е електрична енергија, 94% водата. За телефонот е 0 одговорот, 0%. Што најпрво плаќате од вашите сметки? Електрична енергија 54% најпрво плаќаат од испитаниците, вода 2%, телефонот го плаќаат 44%. И сега прашањето колку чини 1 литар вода. Во Кочани цената за 1 кубик е 31,5 денари. Ако тргнеме од оваа цена, немаме ние парична единица во Македонија за да измериме колку чини 1 литар или за да купиме 1 литар вода произведена во системот за водоснабдување. Значи 1 литар вода чини 0,0315 денари. За да потрошиме 1 денар, треба да купиме 30 литри вода и да ни биде вратен кусор за сето тоа. Значи, сакам само да го потенцирам моментот за важноста на водата и напорите кои ги правиме со постоечките цени кои ги имаме како цени за нивото на услугите кои го даваме и напорите кои ги правиме за квалитетно водоснабдување и во исто време водејќи сметка за социјалниот статус, економската категорија на овој артикал како реална потрошувачка во ајде да збориме за микрорегионот на источниот регион. Да, по цените на водата вие сте слушали тука некаде, но ќе ми простите, Виница има најевтина вода во регионот, тоа веројатно е резултат на тоа што вие не трошите премногу струја во производството на вода. Цената на вода за пиење во Виница во нашиот систем изнесува 23,21 денар за метар кубен вода. Значи ние во цената на водата електричната енергија не дека не учествува, меѓутоа не учествува во голема мера како што тоа е случајот со Штип и со Кочани. Меѓутоа и ние имаме трошоци за електрична енергија во нашата фабрика за вода пред се, бидејќи таа вода мора да се пречисти, а за нејзино пречистување имаме ние машини огромни таму кои што трошат електрична енергија. Исто така, како што спомнав, во летните периоди ние ги вклучуваме дали еден или два бунари, сепак тоа е реална потрошувачка на електрична енергија која што дополнително го оптеретува јавното претпријатие Солидарност. Меѓутоа, еден голем, да кажеме, голем процент од покачувањето кое што беше последно во регионот на нашата цена на вода за пиење се инвестициите. Како што спомнав пред малку, спомна и колегата Мицевски дека воспоставувањето на тој систем на далечиско отчитување на состојбите со потрошената вода во нашите водоводни системи на приватните, со поставувањето на тие нови водомери и радиомодули за далечиско отчитување е една огромна инвестиција која што ние веќе отпочнавме да ја реализираме, а во наредниот период планирам уште поголем интензитет да земе. Бидејќи знаете дека, како што кажав, беа реконструирани минатата година 4 километри, ова година уште 4 ќе бидат реконструирани и на сите овие наши корисници каде што е реконструирана азбестцементните цевки каде што се реконструирани, планирам да поставиме нови водомери и веднаш да поставиме модули за далечиско отчитување. А сето тоа чини пари. Само Игор да одговорите на ова прашање, веројатно ги следите тенденциите во светот, во Европа, во однос на водата. Во Европа се тврди дека е тоа најевтиниот ресурс се уште кој човекот го користи, а ние на времето, таму некаде беше 93 година, имавме еден човек овде во Високот кој излезе од позиција на председател на некој синдикат и рече да не ја плаќате водата, водата е од Господ Бог подарок.
дар. Имаме ли ние овие? Добро, ја би сакал да се вклучам во дискусијата, значи околу овие пресметката на цената на водата и различните цени кои што ги имаме во не така оддалечени градови. Да, водата е дар од Бога, ама кога паѓа од облаците, ама водата кога ќе ви дојде дома во вашата куќа, тоа е веќе еден систем кој што повлекува и одредени трошоци. Тоа е дар од јавното претпријатие. Да, не е дар од јавното претпријатие, него дар од општеството, вклучително и локалната самоуправа и сите граѓани кои што учествувале во неговата изработка. Морам да кажам дека цената за начинење на водата во секој град поединечно се пресметува согласно методологија за потрошен метар кубен вода. Таа методологија повлекува одредени трошоци кои што се различни во секој град. Таму има фиксни трошоци и варијабилни трошоци. Фиксните трошоци се трошоците за обезбедување на целиот систем за дистрибуција. Тие се годишни и таму нема измена. Варијабилните трошоци повлекуваат одредени други трошоци кои што се резултат на трошоците за енергија, кои што ги повлекува во зависност од начинот на производство на вода. Еве Штип и Кочани, например, трошат електрична енергија за препомпување на водата. Виница има систем за гравитационо обезбедување на количините на водата. Сето ова побарува хемиски реагенции за прочистување на самата вода. Овде се вкалкулирани и одредени трошоци околу платите и секако одредени трошоци околу капиталните инвестиции за кои што зборуваше колегата Игор. Сите овие трошоци кога ќе се вкалкулираат се доаѓа до одредена цена на чинење на производот и би се навратил на она што колегата Папазов го спомна, значи даде еден убав пластичен осврт на цената на чинење на водата која што ја дистрибуираме до граѓаните во контекст со цената на 1 литар вода кој што го има во маркетите. Кој би купил во маркете едно шише од литар вода, колку чини тоа? Колку е водност на водата од или неспоредливо? 20 денари значи за да потрошите 1 денар, само ќе го повторам претходното кажано. За да потрошите 1 денар за набавка на вода, треба да купите 30 литри вода. Од водата од јавните. Од комуналните предпријатија. И да ви вратат кусур. Значи 0,0315 денари кошта 1 литар вода. И само во прилог на калкулативните елементи, сакам да му дадам подршка на колегата Мицевски, дека и двајцата имаме мака со електрична енергија како висока ставка во нашите методологии за пресметка на цената на водата. Значи, во Кочани цената имаше еден куриозитет, беше покачена на 31 денар, од 25 на 31 денар во 2005 година, па потоа во 2007 вратена на 26,50, за да од септември месец 2010 поново ја вратиме на 31,50 денари. Само сакам да ги спомнам покачувањето на електричната енергија во овој период, од кога е во примена. Значи во 9 месец 2006 за 10% е покачена електричната енергија, во 4 месец 2007 1%, во 11 2008 13%. Значи се работи за, ако правиме аритметичко собирање, 52% од 2006 9 месец 2006 месец до 8 месец 2012 е покачена за 52%. А со колку проценти учествува струјата? Околу 40%. И во 2013 е исто така имаме еден корист за враќање на цената назад за 4,7%. Значи поново ќе кажам за напорите кои ги правиме со зададени фиксни елементи да се бориме и да произведуваме квалитетна вода и вода релативно ефтина за нашите потрошувачи. Господин Цветков, сето ова на вас ви иде ли некако логично објаснување? Па не, јас би сакал да кажам, вие на почетокот спомнате за цената на водата од Зетовица, јас би сакал јавноста, вашите гледачи ги информирам, дека цената на водата од Зетовица што ги користат јавните предпријатија, комуналните предпријатија, ја одредува владата на Република Македонија и таа минатата година изнесуваше 3 денара за метар кубен, додека оваа година, 2014 година, ќе биде 4 денара по метар кубен и 2015 година ќе биде 4 денари по метар кубен. Така да слушајќи ги колегите тука што зборува за учество на струјата во водата, мислам дека ова вода што ќе ја добиваат овие комунални предпријатија стварно ќе биде еден голем дар за нив, бидејќи стварно ќе се намали учинокот на струја во однос на водата.
Тоа е една од добрите работи кои што злето се ги обезбедува, но се одамна си го поставувам прашањето, работејќи ги овие теми овде во регионот, дали ние постапуваме неодговорно по некој пат, кога наместо по некаков регионален принцип да решаваме битни прашања, секоја општина сака сепаратно да го решава тоа своје прашање. Станува збор за филтер станиците во некои мали општини. Секоја општина, секој село сака да има своја филтер станица. Како стоат работите? Па вака, значи, техничкото решение е тоа што е сега направено. Значи, има регионални филтер станици, а секако дека вашето размислување, се слагам со вас, еве јас како техничко лице во тој правец се размислува, секако дека една заедничка филтер станица која би била некаде во Пробиштип, би можела сите овие, како што реков, 100.000 жители да ги обслужува од таму и секако дека многу поевтино би била самата вода. Но имајќи во предвид дека веќе овие комунални предпријатија постојат, вработувања, филтер станици постојат. Така да, значи, тоа е малку потешко во реално да се изведе, али она како што пред малку зборевме, значи, има можности, како еве Лозово, Свети Николе, кое што, значи, можноста постои, може да се реши, и секако Карбинце, еве Штип, што би требало да се реши, да можело да се реши. Така да, како што реков, тоа се веќе завршени технички решенија и не можеме да се враќаме назад, него да гледаме оно што може да се направи, да се направи. Па мислам да ако се прави штета може да се спречи се уште некаде на некои позиции, бидејќи градоначалникот на Лозово разговара со него малку, тој ми рече дека најверојатно Светиниколската филтер станица ќе врши работа и за нив. Дека они ќе одат на тој принцип. Па ако сака Лозово да добие во многу брзо вода и сите кои што рековме према Лозово што гравитираат села да добијат во најскоро време вода, тоа е најдобро решение и најевтино решение за граѓаните кои што треба да ја плаќаат водата. Така да е наградење на филтер станица не се гради тоа е секако еден поголем објект, треба и пари, треба и време. А филтер станицата во Свети Николе е направена, треба мало проширување и да не речем за и ова година веќе доколку се договорат може да имат вода, бидејќи цевководот е направен, филтер станица да е направена, само треба да се пушти водата. Македонија ги формираше 8 плански региони своји, еден е овој источниот плански регион, за кој што ние сега дебатираме во однос на водата, и мене ме интересира и вашето мислење, зашто ако веќе сме се здружиле на тој начин да решаваме битни прашања за нашата иднина, зашто не го решаваме така да не чини помалку, а сепак ефектот да биде поголем. Добро, ова е еден проект кој што беше почнат малку пред целата оваа постапка околу формирањето на планските региони и како што рече господин Цветков од Хидросистемот Злетовица, значи веќе беа направени проекти кои што влегоа во фаза на обезбедување на средства и во овој систем немаше веќе праќање назад. Сметам дека и ова што го имаме, бидејќи Штип значи прави само преадаптација на филтер станицата и средствата кои што ги користи за преадаптација не се средства како за правење, значи да речеме на една целосно нова филтер станица или мрежа фабрика за прочистување на површинските води. Сметам дека и ова што е направено е многу за поздравување, бидејќи истокот веќе го решава проблемот со водата, можам да кажам, посебно овие општини кои што се поврзани на Хидросистемот Злетовица. Обезбедувањето на 500 литри, колку што е максималниот капацитет на вода, се доволни количина за еден плански развоен период за Штип за наредните 100 години. Јас тоа многу често го викам, Штип обезбеди доволни количини на вода, значи за наредниот век за било каков развој на Штип. Тоа со Злетовица. Со Злетовица. Секако, значи технолошко развој на индустријската зона, обезбедување на доволни количини за развојот. Сите оние планови кои што ги правиме со генералниот урбанички план за проширување на Штип, обезбедување на вода на сите оние диви населби кои што сега дел од нив се вклучени, дел не се вклучени на водоснабдителниот систем на нашиот град, ги имаме доволно благодарение на овој проект кој што го направи владата на Република Македонија, односно Хидросистемот Злетовица. Некој има друг на оваа тема нешто да каже? Вие Виници и Кочини нема заедно дојдете
Со Оризарска река. Ќе треба за тоа да се дебатира малку повеќе, да се направи реална и издржана проценка, па тогаш да донесеме конкретен заклучок. Инаку водоснабдителниот систем, односно третманот на водата во делот на преработката преку филтер станицата, фабриката за вода е прилагоден да ги прими и водите од постоечкиот систем на комплексот бунори во Градовски Орман и од водозафатот на Оризарска брана. Значи, спремни сме како град, како комунално предпријатие да го третираме тоа. Веројатно со порастот и на потрошувачката, и на бројот на населението, и на потребите, и на индустријата, ќе бидеме повикани да размислуваме за квалитетно искористување на потенцијалите на идната Оризарска брана. Ова прашање го поставам затоа што светски експерти, вие тоа го следите, секој говорат за климатски промени, сериозни климатски промени на земјината топка, дека многу извори на вода кои ги имаме сега ќе секнат, ќе ги снемаме, помалите извори станува збор, и затоа инсистирам на регионалниот принцип на решавање на прашањата. Претпоставам дека за тоа ќе издебатирате добро меѓу двете општини во однос на тоа прашање. Добро. Има ли уште некој нешто во однос на оваа материја, на оваа тема, на оваа дебата што ја водиме во однос на водите? Јас сега на крајот би сакал само да го поставам прашањето за квалитетот на водата која ја пиеме. Од време на време ВСС-те од една партиска структура, колку што знам, од владеачката партија, но опозицијата ќе обвини, ќе излезе и во Кочини, и во Штипи, и ќе обвини дека водата која ја пиеме не е доволно квалитетна и не е безбедна за луѓето. Како тоа го прашање ситуирате вие во вашите... Да почнеме со Мицевски. Добро, јас одговорно, морално и материјално тврдам дека водата која што Штип ја пие е безбедна согласно правилниците за безбедност на квалитетот на водата. Значи, ние редовно, еве тука се и колегите тоа ќе го потврдат, редовно секојдневно вршиме интерни анализи на самата филтер станица и одредени мерни места во нашиот град, а секако согласно законот обврзани сме и со Центарот за јавно здравје, редовно да вршиме, да даваме анализи на проверка на квалитетот на водата. Штип, еве, одговорно пред граѓаните на Истокот тврдам дека пие исклучително чиста, здрава, безбедна, озонирана вода во нашиот. Ја претпоставам дека е тоа така секаде. Така би сакал да напомнам, како што спомна колегата Мицевски, Центарот за јавно здравје кај нас пример во Кочани земаат неделно еднаш анализа. Меѓутоа ние како јавно предпријатие не знаеме кој ден и од каде ќе ја земат таа вода за пиење. Значи ние мора да обезбедиме континуирано во целиот наш водоводен систем исправна вода за пиење, што им ја даваме на нашите граѓани. Така да тие воопшто не ни кажуваат кој ден ќе земат од кој дел од градот, ја земаат сами анализата. Не им ја даваме ние, да го коригирам колегата, ние не им ја даваме бидејќи тие сами ја земат. Да. И до сега барем во нашиот случај во Виница немаме ниту една негативна анализа дека водата за чини не одговара на позитивни законски прописи. Добро, ја не прописи. сеќавам овие 10-20 години да се случило нешто да се случила некоја епидемија поради водата. Не, па истата состојба исто и во комуналното јавно предпријатие Вода од Кочани, значи и дневните извештаи, и неделните, и годишните извештаи, и контролите кои ги прави за Центарот за јавно здравје во Кочани, и две анализи кои сме должни да ги правиме во Републичкиот центар за јавно здравје, и постојаните дневни анализи кои ги правиме во собствените лаборатории го потврдуваат фактот дека нашите корисници пијат чиста и квалитетна вода за пиење согласно стандардите за квалитет. Михаил. Еве, јас би сакал да кажам во врска со квалитетот на водата, на што еви Штип ќе ја добие од Зетовица. Значи, квалитетот на водата уназад 60 години се контролира и мери, а секако и ние сега што испоручуваме водата до комуналните предпријатија, имаме ангажирано две лаборатории. Значи, имаме јавна здравствена установа Институт за јавно здравје на Република Македонија 2 пати годишно зема анализи, комплексни анализи врши, бидејќи едино тие имаат такви инструменти за да може да вршат една комплексна анализа на водата, значи сите можни параметри да ги мерат, значи 2 пати годишно, и ние ангажираме акредитирана лабораторија и ја избираме на тендер, која што секој месец врши
месечно врши на 10 мерни места, значи на главните притоки на браната, на излез од браната и податоците, сите овие податоци ги испраќаме до сите меродавни институции во Република Македонија надлежни за следење на квалитетот на водата и морам да кажам до сега, значи нема водата да од било која институција, било кој резултат дека е негативен, односно дека има лоши резултати. Значи водата која ќе помине низ филтер станици кои што се адаптираат према оваа сирова вода, значи е исправна и одлична за пиење. Да се надоврзам на колегата Цветко, значи ние во склучувањето на взаемниот договор за цената на чинење на метар кубен сирова вода имаме, значи во истиот договор е склучено и за квалитетот на водите кои што ги примаме од Хидросистемот Летовица. Јавното претпријатие Хидросистемот Летовица подпишаа договор во кој што е регулирано согласно правилникот за квалитет на вода за пиење, која категорија на вода ние како јавно претпријатие ќе ја добиваме од Хидросистемот Летовица. Тој квалитет, како што напомена господинот Цветков, ќе се мери од акредитирани лаборатории и институции од нивна страна. Истото ние ќе го правиме во нашата лабораторија, така да од самиот прием на сировата вода, значи од самото пуштање на сировата вода од Хидросистемот Летовица до приемот до нашата филтер станица, истото ќе биде 2 пати измерена и граѓаните можат да бидат безбедни и спокојни околу квалитетот на водата, кој што ние како јавно претпријатие ќе го примаме од Хидросистемот Летовица. Почитувани гледачи, овде ќе завршиме наша емисија 90 минути дебата. Значи можете да спиете мирно, можете да си ги програмирате сите ваши активности во однос на вашите потреби на вода во тековната година, затоа што денес добивме релевантни соговорници кои што релевантно говореа и за квантитетот и за квалитетот на водоснабдувањето во сите општини во нашиот регион. Во тој име јас на моите гости им се заблагодарувам за тоа што најдоа време да бидат учесници во оваа дебата. На вас ви посакувам пријатна ноќ и се гледаме идниот понеделник во истото време.